Благодарам. Почитуван подпредседателе, почитувана министерке, почитувани пратеници. Денеска пред нас го имаме текстот на дополнетиот предлог на Закон за спречување и заштита од насилство во жените и семејното насилство. Сакав и јас да дадам свој мал допринос во работата, односно во процесот на донесување на овој закон, кој што видовме дека беше поздравен и од позицијата и од опозицијата. Исто така го поздравуваме и начинот на донесување на закони во редовна постапка, каде што можеме сите да се вклучиме со своји аргументи, со своји предлози, да се обидеме да дадеме наш допринос кон одредена тема. Во овој случај тоа е спречување на насилството врз жените. Ова не е нов концепт, не е нов закон. Истото, како што рековме, уште 2004 се внесува, концептот се внесува во Кривичниот законник, за подоцна уште 2004 да се регулира поимот семејно насилство, да се регулира од граѓанско-правен аспект со Законот за семејство, се до 2015, а потоа се донесува Законот за спречување на семејно насилство. Еве, денеска гледаме еден нов закон, кој што, како што рековме, е Закон за спречување на насилство врз жените. И пред да се донесе овој закон, се сеќавам дека во уште една прилика овде го споменавме семејното насилство, а тоа беше кога се донесува измените на Законот за основно и измените на Законот за средно образование. Во самиот предговор имаше еден дел во кој што Министерството ги проценуваше ризиците од воведување на така нареченото далечинско учење и беше споменато од Министерката за образование и наука, семејното насилство беше споменато како еден од ризиците. Така да добро е што тоа се препозна дека ковид кризата допринесе и создаде еден дополнителен притисок во семејството и како што рекоа и колешките, со самото воведување на карантинот се зголемија случаите и бројот на пријавување на семејно насилство и истото беше признаено од владата дека со воведување на далечинското учење ќе создаде дополнителен притисок во семејствата. И во таа насока го поздравувам делот во законот кој што предвидува мултисекторска соработка, каде што сите заедно ќе треба да се грижат овие нови закани кои што се појавуваат во општеството, бидејќи споменувавме дека еден од изворите за насилството е патриархалниот или традиционалниот начин, меѓутоа сметаме дека семејството е основната и најважната клетка во општеството. Сметам дека овој закон токму во тој дел ќе допринесе да можат институциите да соработуваат, за да можат да ги надминат овие нови закани кои што доаѓаат како резултат и на карантинските мерки и како резултат на воведување на далечинското учење и сите тие други работи кои што ги повлече кризата со себе. Мојата дискусија денеска сакав да биде во една друга насока, односно што треба да се доработи во законот, затоа што улогата на законодавецот кога се донесуваат вакви закони е да се обиде да го антиципира, односно да го предвиде можниот тек и да ги предвиде оние, како што можеме да кажеме, несовршености во самиот закон. Се вклучивме ние во постапката за донесување и за изменување со предложување на амандмани. Од 17 предложени амандмани, 2 беа целосно усвоени, 5 беа комисиски усвоени и остана еден амандман кој што остана неусвоен и сакав да ја искористам оваа прилика да апелирам до министерката точно за што станува збор и дека треба да се најдат начини да се измени законот во тој дел. Имено самиот закон предвидува во членот 57 и во членот 58 предвидува на две места. На едната места се нарекува итна мерка со која што се предвидува отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот на предлог на Министерството за внатрешни работи без согласност на жртвата. Оваа иста мерка која што е наречена како итна мерка во членот 57, подоцна гледаме дека во членот 58 во ставот 4 се појавува како привремена мерка за заштита. Односно и самите центри за социјална работа можат да се повикаат на ставот 4, односно отстранување од домот без оглед на сопственоста во трајање од 10 до 30 дена.
Сега, што треба да се доработи? Итната мерка по членот 57 и привремената мерка по членот 8 понатаму се регулирани и се споменуваат на повеќе различни места во самиот законски текст. Од итната мерка во членот 57 произлегуваат рокови кои што се однесуваат на судот. Значи судот во членот 66, судот во рок од 24 часа на предлог од Министерството за внатрешни работи ќе одлучи по членот 57. Во членот 69, во одлука со која изречена итна мерка за заштита, судот ќе го задолжи сторителот. Понатаму имаме други рокови кои што се однесуваат и на Министерството за внатрешни работи и на полициската станица кои што постапуваат. Судот има во рок од 6 часа ќе го извести, полициската станица има во рок од 2 часа да го отстрани од домот. Каде беше нашата забелешка и каде останува истата забелешка и кој е понатамошниот предлог како тоа да се реши? Имено имавме еден амандман со кој што се предвидува дека сторителот од овој член има обврска во рок од 24 часа од напуштање на домот да достави податоци за привременото престојувалиште до Министерството за внатрешни работи, а Министерството за внатрешни работи за ова веднаш го известува органот кој постапува. Целта беше да се обезбедат податоци за лицето кое што се отстранува од домот за да можат целесообразно да се водат постапките. Затоа што имаме мерка итно отстранување од домот, а при тоа законот не предвидува каде ќе биде тоа лице, односно не предвидува дека тоа лице треба да достави податоци. Точно имаме еден член кој што се однесува дека Министерството за внатрешни работи треба да се грижи за спроведување на мерката предвидена во членот 57. Меѓутоа, иако амандманот беше одбиен вака како што е предложен, сметав дека можам уште еднаш да ја повторам мојата сугестија, дека вие како министерство и како министер за труд и социјална работа морате во секое време и центрите за социјална работа морате во секое време да имате увид каде се наоѓаат насилниците кои што се отстранети од домот. Токму поради тоа беше нашата најдобронамерна препорака. Понатаму во членот 74 вие предвидувате дека начинот на извршување на изречената итна мерка со овој закон ќе ја пропишува министерот за внатрешни работи. А при тоа немате кој ќе го пропишува правилникот за спроведување на ставот 4 од членот 58. Меѓутоа, можете да се повикате на членот 81, каде што пишува дека начинот на спроведување и начинот на изречените привремени мерки за заштита од член 58 од овој закон го пропишува министерот за труд и социјална политика. Да дојдам до заклучокот. Иако не беа прифатени амандманите, сметам дека ќе беа многу подобро ако тие се најдеа во законот. Останува мојата сугестија дека вие како министер за труд и социјална работа и центрите за социјална работа и институциите треба да знаат каде се наоѓаат насилниците кои се отстранети по членот 57. Останува мојот апел во едно друго време да го смениме законското решение, а до тој момент да се повикате на членот 81 во кој што вие треба да донесете подзаконски правен акт да го регулирате и да го внесете ова решение во подзаконскиот правен акт. На тој начин и вие како министер, и Министерството за внатрешни работи, и другите органи, и судот, сите ќе имаат увид каде се наоѓа лицето кое што е отстрането од домот. Министерот за труд и социјала ќе донесе правилник кој што се однесува на отстранување од домот како привремена мерка од ставот 4, а апелирам до министерот за внатрешни работи да донесе правилник со сличната содржина кој што ќе се однесува на членот 57, каде што отстранувањето од домот се изрекува како итна мерка. Се надевам дека на овој начин и јас дадов одреден мал допринос кон тоа што треба да се доработи, а секако дека останува еден период во кој што сите заедно, и позицијата и опозицијата, и сите во државата ќе треба да се бориме за да се спречи насилството врз жените. Ви благодарам уште еднаш.